Моментално се работи на сите улици во градот, уклучени се 5 камиони, 2 скипа и грейдерот. Така да многу улици од градот ќе бидат денеска и дефинитивно очистени, затоа што динамиката не дозволува во еден момент сите улици бидат очистени. Исто така и селата се, да не кажеме, до 90% веќе очистени. Останува уште едно или две селки што треба да се пушта машините. Не само че имам уште една молба до нашите граѓани на сите улици. Паркирањето на возилата представува едно тесно грло, каде што нашите камиони со ножот и со сеалката за песок тешко се пробиваат. Значи пак таа молба возилата и паркира колку е можно на простор и да имаме доволен простор возилата поминува. Истиот проблем се и на тротоарите, значи мораме ради возилата да останат тротоарите неочистени. Прашањето за Мариово е веќе во тек, патот го држи во Македонија пат, а исто така ќе биде пуштени возила ако има потреба како помош за Македонија пат и останатите сила што гравитира на тој пат да бидат оспособени и пристапни. Дежурните екипи на ангажирани од КН Елмонт во состав од 5 камиони со нож и посипувач, 3 машини со ножеви и грейдер во текот на ова најчие извршија повторна обиколка на улиците од прв приоритет, а во моментов се камионите повлечени потрошија околу 100 кубици ризла и мешавина со сол. Во моментов сега има само машини кои ги дочистува. Комбинираните машини се по тесните улици во втор, трет приоритет моментално на Варош од манастирот Свети Архангел Михаил и уличината околу него. Грајдеров е некаде или по булевар или тука некаде ги дочистува до крај улиците да бидат од прв приоритет целосно исчистени, меѓутоа и јас го имам истото апел до граѓаните да ги тргнат возилата од улиците и од тротоарите да можеме непречено да поминеме. Имам и апел и до полицијата да интервенира поозбилно да таму кај што веќе нема разбирање со граѓаните. Во селата се исчистени 90% од селата со камиони со машина, останува уште Шелеверци и Мариово. Мариовските села во координација со Македонија пат чекаме да го пробијат патот главен за тие села и ќе се интервенира со најверојатно 2 машини и камион со посипач, најверојатно или после Пладне или Сабајле ќе биде веќе таму машините.